Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес на дневен ред го имаме Законот за градење, или најточно кажано, Закон за беззаконие во градењето. И секако ќе појаснам зошто го велам ова. Затоа што, почитуваната македонска јавност, со овој закон се прави една измена, а сите знаеме дека ѓаволот е во деталите, со која се проширува опфатот на градби од стратешки интерес. Сега, на македонската јавност да ја појаснам кои се тие градби од стратешки интерес. Тоа, почитувана македонска јавност, се градбите кои нема да треба да минуваат низ никакви филтри, затоа што за нив ќе биде доволна само титулата која ќе му ја круниса Артан Груби, затоа што така му се може, и ќе ја подпише Ковачевски за кејф на истиот Артан Груби. Тоа се градбите заради кои ќе престанат да важат досегашниот Закон за урбанистичко планирање, Законот за градење, генералните урбанистички планови, деталните урбанистички планови. Тоа се градбите заради кои ќе престане да важи се што важело досега. Значи, градбите за кои Артан и Ковачевски ќе си одлучат во 4 очи дека биле стратешки, ќе нема потреба да добиваат дозволи за градење. Иако си имаме Закон за градење, кој е донесен во еден процес на конструктивна дебата со сите експерти и според кој се знае како одреден објект добива одобрение за градење, со цел да има одговорност и да се заштити безбедноста на оние кои што ги користат објектите, но и да се спречат можностите за криминал, денес власта турка закон со кој му дава широко дискреционо право на газдата Груби да одлучи кој објект е од стратешки интерес, а извршителот Ковачевски да подпише, исто како што ги подпиша празните кореспондентни табели, исто како што го подпиша договорот кој никој не го видел за трасата која никој не знаеме каде ќе минува и што ќе се најде на неа. Со други зборови, на власта и се може, затоа што нели го има мнозинството, да ги игнорира сите одредби на веќе донесените детални урбанистички планови и генерални урбанистички планови, за да се сокрие од транспарентноста и отчетноста пред народот, да си дава одобренија за градење само затоа што власта, односно нејзиниот газда, одлучил токму на тие објекти да им даде име стратешки. И додека граѓаните секој ден чекаат редици пред катастар, овие објекти немало потреба да се впишуваат во катастар, затоа што тие можат и смеат веднаш да почнат да се градат, затоа што Артан и Ковачевски се и планери, и урбанисти, и геодети, и се во оваа држава. Ма каква стручна фела, какви предупредувања, тие двајца се знаат се. На овој начин, колеги од владеачкото мнозинство, го газите собранието. Ја уривате демократијата и оставате можност ова да биде многу лоша пракса во иднина. И ако до вчера криминалот го меревме во милиони, од денес почнуваме да го мериме во милиарди. За коридорите за кои по се испоставува дека ќе чинат многу повеќе од 1,3 милиарди евра, нема да важат одредбите од Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење, па ќе можат да се градат објекти дури и без основен проект. Колеги, кога ќе одите меѓу луѓето, да им кажете како тоа за обичниот граѓанин кој сака гаражичка да се изгради, му барате едно чудо документи, од идеен проект, па урбанистички планови, елаборати, преку одобрение од УНЕСКО во Охрид, согласност од Рамсарска комисија, проценка на регулативата, на влијанието на регулативата врз животната средина, па дали гаражичката влегува во опфат на национален парк и да не продолжувам, а вие ќе градите автопатишта без ништо, на ќоро. Фер ли е тоа, колеги? Бидете спремни, ќе ве праша народот и ќе ви каже дали е фер. За една гаражичка треба да доставиме цела скица, како ќе изгледа, од каде ќе биде влезот, колку ќе биде висок, колку ќе биде широка, па дали ќе му пречи на соседот. А вашиве објекти, на кои имате широко дискреционо право да им доделите титула стратешки објекти, може веднаш да почнат да се градат, затоа што за нив нема потреба од одобрение. Токму затоа, колеги, ние поднесовме 17 амандмани на овој закон, сите со една цел – законот да не значи беззаконие. Вака како што сте го срочиле, ова катастрофално законско решение со проширување на опфатот на објекти оставате широко поле за корупција. Која е веројатноста дека во иднина самата влада нема да дава титула објект од стратешки интерес кога како ќе и се посака?
Како може ова да биде посебен закон за кој законите нема да важат? Па апсурдно е и самото изговарање. Посебен закон за кој постоечките одредби од законите нема да важат. Пак ќе кажам, во превод закон кој значи беззаконие. Па за овие величенствени градби кои ќе никнат на коридорите, ќе се прекинуваат деталните урбанистички планови, генералните урбанистички планови, само затоа што некој одлучил токму тие објекти да се стратешки. Без основен проект се исплатија страшни суми на пари, а градбата се уште не може да започне и покрај налудничавото мафтање со зеленото знаменце од страна на премиерот. Кому му мафташе да започне со градба која не смее да започне, само тој си знае ако знае. Нека застане пред народот и нека одговори зошто багерите ги снема веднаш после снимањето на рекламата. Исто така ги снема и багерите од фабриката за електрични автомобили во Тетово и се уште не се појавени. Таму остана само камен темелникот и лопатите од цела владина свита, а кај Битола само инфотаблата од свечената владина пиар церемонија. Десетици илјади евра фрливте за да креирате лажна слика, а во реалноста лаги и манипулација за почеток на нешто што не смее и не може да започне. Колеги, ве молам да не дозволуваме ова нешто да биде реализирано на ваков начин. Па како може со законска измена да се гради без да се почитува основата за донесување и реализација на еден проект, па макар бил и стратешки? За јавноста да види со какви налудничави предлози се бориме ние овде секој ден, ќе го прочитам член 2 од законските, односно незаконските измени. Вели вака: за овие градби се предвидува да не се спроведува редовната постапка за изградба на градбите предвидена со Законот за градење и во тој контекст се исклучува примената на одредбите кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за прибележување и предбележување на градбата во јавната книга на недвижности, за рокот на изградба, за реконструкција, за формирање на одлагалиште на земјиште, за дислокација на далновод, трафостаница, нафтовод, продуктовод, магистрален гасовод, магистрален топловод согласно член 78б од овој закон и за издавање на решение за градбите од член 73 на овој закон. Значи, почитувана македонска јавност, вие кои нерви кините по шалтерите и трчате секој ден од катастар до урбанизам, па назад, па геодети, елаборати, за да си изградите или доградите уште некое сопче, имајте предвид како работи власта. Власта ќе си гради без градежна дозвола и основен проект, без впишување на објектите во катастар, без одобренија и решенија. Власта ќе си гради што сака и каде сака. Без транспарентност и отчетност. Како да ви веруваме во честност, колеги? Ајде нас како пратеничка група не слушате. Мислите одинаед говориме овде. Ама одинаед ли ве предупредуваат и стручните лица во областа на градењето и урбанистичкото планирање? Одинаед ли ве повикуваат на разум од Комората на овластени инженери и архитекти, кои со писмен допис ви укажаа на фактот дека со кратење на постапките доведувате до нетранспарентни процеси кои ќе доведат до негативни импликации во секаков поглед. Милион пати го слушнавме изразот национален и стратешки интерес и знаеме што точно тоа значи, но не ни е јасно зошто свесно го рушите имиџот на Македонија како аспирант за членство во Европската Унија. На овој начин ли сте двигател на европските реформи? Европа ли ви кажа да ставате знаменца на закониве? Не, колеги, напротив, Европа ве укори и тоа ќе си го видите и ќе си го прочитате во следниот извештај од Европската комисија. Наближува денот, ќе одговарате за се, затоа што криминалот не е европска вредност. Ви благодарам. Реплика, драги